Да. Ако е утринско шоу, тогаш... Дали сме спремни? Може. Здраво! Мовембар е овој месец кој што го оживееме. Треба сите да бидеме оние кои што многу повеќе ќе зборуваат за машкото здравје. Се надевам дека овие бркови, односно мустаки по македонски ќе ми издржат до крајот на овој дел од емисијата, затоа што најавуваме нешто друго. И многу е добро затоа што сме 3 жени овде. А најавуваме нешто што се вика Мовембар како месец на машко здравје. Да не ги сгрешам имињата, тоа е најважно меѓу другото во новинарството. Сонја Велјанова, собственик на козметички салон, добре ни дојдовте, ви благодарам за ова присуство. И Анита Атанасовски, извршен директор на Занечиската комора. Здраво и до вас и добре ни дојдовте. Оно што е важно, дека се собрани луѓето кои што ќе направат едно бербер шоу, нели, така е најавено, во Сити Мол, во трговскиот центар на 12 ноември во период од 12 па се до 17 часот. Многу повеќе ќе ни кажете обете овде заради тоа што нели Занечиската комора, можеби заради тоа што е жена на чело. Сонја, што ќе кажат? Во месецов на машко здравје. Можеби затоа тргнаа напред работите, Така, секој дава тоа што има во себе. Така да ние сме тука за да направиме едно убаво бербер шоу. Да се поврземе со другите држави, како го презентираат Мовембар. Сдруженијето на и секцијата на фризери при Сдруженијето на комората од Скопје, заедно со Сити Мол и со Македонскиот театар и еден многу убав хотел од центар. Исто така ќе светат во сината боја. Тоа е знакот и препознатливата боја за машкото здравје. Сега ние така го презентираме. Тоа е идејата на колегата Ивајло, му се исполни желбата. Така да работиме на ова веќе месец дена. Браво. Инволвирани се многу наши фризери од секцијата на фризери, од председателството, председателот Јованче, од председателката Весна. Сите заедно го организираме шоуто. Среќна сум што сум јас дел од оваа организација. Мовембар е месец каде што мажите за среќа, тие што сакаат, си ги пуштаат мустаките и брадата, како знак на поддршка. Имаме убава организација. Ке членуваат децата од Димитар Влахов и Шаиф Јусуп. Ке имаме бербери од цела Македонија, ке имаме во неколку секции ке биде сето тоа организирано, ке имаме мала група на дечиња, кои што исто така ке настапуваат, женска група која што ке настапува, ке имаме познати личности од актерските екипи, од дуото кое што ќе направи пишурија таму, ке го водат, ке имаме актери кои што ќе седнат на столиците и ќе дозволат да им се направат креации. Ќе бидат тука актерите од серијата на Преспав. Ќе имаме музички гости, да. Ќе имаме едно дете кое што е првак во пливање. Одлично. Да. Тука ќе не поддржат и бајкеристите. Да, и моторциклистите од Христијанската асоциација. Така да ќе биде шоуто интересно за гледање. Мислам дека ќе понудиме убава програма. Така, и оваа програма треба да не потстати повторно сите заедно, дека треба да им кажеме на нашите, не знам, и дедовци можеби и супрузи, пријатели, другари, познаници, дека треба да го искористат овој месец како потсетување на сето она што се неубави за жал бројки во последно време. Точно, тоа е месецот на машкото здравје, каде што се бориме против ракот на простатата. Малку свесноста да кренеме на повисоко ниво. Тој момент во животот не е убаво на никого да му се случи, ама тие што го поминале тоа знаат што значи тоа. Така е. Така ние со убав апел, малку повеќе со љубов, со внимание, сме кон настанот и задоволни сме што имаме можност, значи да направиме една убава и интересна програма во која што се инволвирани сите, кои што ни помогна, им благодарам.
Значи тоа е убава. Колку фризери всушност или бербери ќе Да ви учествуваат? кажам, скоро 50-60 ќе има браво. дечињата ќе бидат кои што се нашите, што викам звездите наши. Тоа е убаво што веќе многу наши членови од секцијата помагаат во образованието. Дечињата зборуваат оние кои што учат за да бидат следни, така, нови, така. И еве гледаме веќе и преку многу настани што се случуваат и организирани надпревари, тие веќе се инволвираат и веќе знаат како тоа да го направат и имаат многу убава перспектива. Ние се грижиме за децата, тие ни се најважни. И преку нашите интересни збиднувања, мислам дека ќе ги натераме да бидат посретни во работата. И да останат тука. Точно. За тоа се бориме. Тоа е многу важно. Тоа е поддршката од комората која што секогаш е тука за да ни помогне. Значи имаме прекрасна жена која ја води комората, која што едноставно е инволвирана во секој сегмент на нашите работи што ги правиме. И сметам дека имаме голема среќа што имаме таков човек. Да. И сега пред да позборуваме, нели, токму со човекот кој што е до вас, нели, на кој што може да симнеме капацитет заедно за оние поместувања во занаечиската комора, сакам да прашам нешто друго. Кога се мустаките и брадата во прашање, сите вие кои што, нели, посетувате разноразни обуки, одите на дообразба, така образованието кој што се го завршила, има некои начини како да им се каже на луѓето да си помогнат или мора да отидат на фризер, односно бербер? Има козметички линии кои што можат и дома да ги користат. Така да убаво е да го посетат прво берберскиот салон. Добро. Да им се објасни што значи, што треба да се прави, така. Да, и видете се до исхраната, до начинот на животот. Значи тоа е се поврзано преку исхраната, преку пиење вода, зашто човекот е многу повеќе вода. Да, отколку се водата треба да биде во алкална состојба, да не е закиселена, да може тој организам правилно да функционира и косата, брадата и врковите да можат да бидат како што треба. Сепак е тоа подлабок процес кој што треба да дојдат во салон, да им се објасни всушност дали прават нешто што не е во ред. И тогаш има една убава комуникација и луѓето можат да ги согледаат своите недостатоци, да направат нешто повеќе за себе, затоа што сепак трендовите во светот веќе гледаме и на модните писти, се повеќе има мажи кои што прекрасно изгледаат, кои што обрнуваат многу на своето внимание и внимание на својот изглед и третираат брада, третираат мустаки, третираат коси, да. Има посебни, да. Козметичките куќи имаат третмани. Не мора да одите на бербер, така? Треба во козметичко студио или да, не, на бербер се оди. На бербер, добро. Да, тоа е посебен начин на работа, кој што не може секој да го работи. Има фризер, има бербер, кој што е всушност сега е моментот го даваме на бербер шоуто за мажите, да. Затоа што козметиката за жената е нешто сосема друго, додека козметиката за мажот е сосема друго. Така да сметам дека убаво е да дојдат во бербер салон, каде што ќе ги прифатат, ќе им дадат една убав третман ќе им направат и ќе им објаснат што всушност они треба да направат за да изгледаат убаво. Сепак убавината кај мажот е многу битна. Ние жените тоа најдобро го знаеме. Така. И се бориме за нив. И не треба да заборават на себе самите кога нели зимале супруга или не знам или обратно супругата кога веќе се омажила. Така некако да работите, нели? Веќе светот оди многу напред и не само светот и за себе. Како велеше мајка ми, и за додолу и за до продавничка треба да се нашминка. Да си дотеран. Така е, да си дотеран. Така е. Да, ве запоставивме, ама не ве заборавивме, не. Сево ова е само една од убавите приказни на Занаечиската комора. Нели имавте 90 години постоење и на вистина треба да ви се симне капа. Она што сакам да ве прашам, но можеби во некоја друга прилика, дали можеби сите заедно треба да најдеме некој начин, барем овие, како да речам, барем овие занаети кои што ни постојат, никако да ги
да им направиме доволно услови за да ни останат тука и барем еден од нив да може да ја продолжи традицијата. Ако не некој од семејството, некој од овие младиве, нели, како бербери и фризери кои што се обидуваме да ги оставиме тука. А колку за една жена вистински предизвик еве и вакво нешто или жени воопшто да прават вакво нешто, а и како председател на Занечиската комора. Да, јас сум извршен директор на Занечиската комора, имаме председател на Занечиска комора Скопје. Јас навистина ви се заблагодарувам за убавите зборови. Ова многу ми значи, меѓутоа без занечиите ние ништо не би направиле. Посебно за овој настан, конкретно Movember, започна пред 10 години. Јас се гордеам затоа што добива многу поголеми димензии, значи се вклучуваат фризери и бербери од цела Македонија. Едноставно започна пред 10 години во мал облик, а прерасна во настан кој што е навистина веќе презентиран на државно ниво, се вклучуваат државни институции да го поддржат настанот кој што го поддржува машкото здравје. Се надеваме дека до година ќе биде уште поголем настан, ќе се случува на уште поголема локација. Едноставно работиме, меѓутоа идеите доаѓаат од занаечиите. Јас сум тука за нели како дел од стручната служба, меѓутоа тие ни се на прво место затоа што без нив комората не би постоела. Правевме 90 години минатата година, се гордееме со годините кои што сме ги изврвеле во текот на работењето. Имаме многу што да кажеме за тоа што сме направиле за занечиите, меѓутоа има уште многу да се направи. Мора да работиме да ги задржиме занечиите во Македонија затоа што последен тренд е заминување во странство. Знаете, миграцијата што прави на терен. Се затвараат бизниси, заминуваат вработени, меѓутоа има и многу млади луѓе што се охрабруваат и отвараат занечиски бизниси за среќа, така да не е работата толку нели црна како што се гледа во реалноста. Мора да направиме уште еден чекор за да биде уште подобро од ова што е. Мора да работиме сите заедно со тоа што исто така позитивен резултат е оваа година што многу голем број деца го избраа стручното наместо гимназиското образование. Тоа гледам, гимназиите некако останаа полупразни, а затоа стручните класови се полни, дуалното образование и процесите што влегуваат во делот на стручното си го направи своето, меѓутоа за тоа претходеа години работа, во кој што беа вклучени и занаечиите од фризерска секција, значи имавме имидж кампања во основните училишта, тие заедно со мене одеа на терен во основните училишта и ги убедувавме дека стручното е вистинскиот избор за нив. Тие ќе бидат вклучени во Movember со работа на сцена. Учениците од Средното училиште Димитар Влахов и Шаип Јусуф, кои што се секогаш на сцена и на терен заедно со нивните мајстори, каде што одат на пракса. Така да има уште многу работа во делот на занечиството, меѓутоа верувајте дека има и доста резултати на терен, затоа што се работи на полето на сите дејности. Ги отвараме видиците, се вмрежуваме со коморите од Хрватска, Словенија и други европски земји, каде што споделуваме искуства од другите европски земји, со наши колеги соработуваме во европски проекти. Тука можам да го напоменам проектот Мастер 4.1, каде што превземаме искуства во делот на мајсторскиот испит од нашите колеги од Хрватската занечиска комора и од Словенската занечиска комора. И ова што беше тема на разговор со Сонја во делот на средување брајда и мустаки, можам слободно да кажам дека една од задачите во мајсторскиот испит на секој фризер е третман на мустаки брада, без која што не може еден фризер да биде мајстор, затоа што верувајте дека тој мора да знае се. Во моментот се реализира мајсторски испит за фризер и козметичар, се теоритските часови за економија и право, андрагогија, педагогија и стручна теорија и понатаму одиме на обука за пракса, каде што една од задачите е конкретно средување на брада и мустаки. Така. Сонја, морам да ве прашам нешто надвор од темава. Добро. Колку тајни знаете на луѓето кои што дошле кај вас? Па интересно. Интересно? Интересни тајни знам. Така, да. Ама секогаш ми се во ракав, знаете, како кец, како Па искрено, знаете, луѓето кои ќе дојдат во студио сакаат да се чувствуваат убаво. Напорен е животот. Доаѓаат кај нас, ние сме професионалци, сакаме да ги правиме среќни, задоволни. Употребуваме техники кои што се многу битни. Најбитен е контактот, значи кодексот на однесување, односот со клиентот, тие секогаш треба да бидат во права, така ги учиме и децата, кои ќе дојдат на пракса. И да не се мора да се во права. И да не се така? треба да се во права, затоа што секој го живее животот на свој начин. Добиваат услуга, тие се среќни кога ќе си одат и повторно се јавуваат да дојдат. Ние сме
мала држава, но со големо срце. Луѓето кај нас сакаме да бидат среќни, таква и пораката на самиот настан, што ќе биде во недела. Целта е да се крене свесноста кај луѓето, да се направи еден убав концепт, значи да знаеме што сакаме во животот и да ги вреднуваме правите вредности. Така. Искрено, јас како родител многу работам на своите деца и видов дека кога даваш љубов, кога темелот на животот е љубовта, децата тоа го согледуваат и колку и да сгрешат во животот, сепак знаат дека имаат каде да се вратат. Така е. Тоа е целта на животот. И уште нешто што е многу важно. Еве, слушајќи ве, морам да кажам дека можеби не требало многу да им се зборува на овие новиве генерации, заради тоа што морам да признам дека во едно друго време, не толку многу одамна од сега, да се биде фризерка, да се биде касап, да се биде, кажете ми некој друг занает, не знам се што има. Не е битно. Да, не е важно, кој плочкар или не знам што беше. Немој тоа, ќе ни се смеат комшиите. Така, тоа значи дека си со сета почит, нели, ама знаете какви беа приликите, дека не си многу образован, дека нели не знаеш многу нешта, дека не треба да одиш на факултет, па нели без факултет. Ова што ни се случува е всушност доказ и показ на некој начин дека и така кога ќе вложиш во себе, излегува одличен производ и ти можеш да им предаваш на оние кои што доаѓаат, нели, како деца. Така е, Сонја. Така е. И јас очекувам дека свесноста ќе се зголеми, затоа што имаме многу добри мајстори и ментори, од кои што учиме, како Сретен, како Весна, како Бубе, како многу други, и им благодарам на нивните вредности. Сепак ние многу грешиме ако викаат старите го креваме носот, па мислиме дека се знаеме. Секој не знае се. Дека сме најдобри секогаш. Цел живот е школа. Најважно е човек што има во себе, тоа дава и искрено убаво е кога човек ќе се изреализира во тоа што го сака и ќе стигне до целта, нели? Целта ги оправдува средствата, па ние сметаме дека сме на прав пат. Така. Често се дружите, луѓето од фризерската секција? Да, имаме ние председателство и секција, каде што скоро секој втор, трет, четврток се состануваме. Од нашите колеги прават презентации на знаењето, учиме преку тие состаноци. Убаво е кога сме присутни, кога сме заедно, после тоа си седнуваме некој да е во некое наше местенце во Турска чаршија. Што нема ни многу луѓе да не видат. И си комуницираме и си споделуваме нормално искуства. И убаво е кога човек има со кого да седне. Да, љубовта меѓу нас во секцијата е убава енергија, не спојува, значителна е. И искрено да ви кажам, многу сум среќна што се крена се на повисоко ниво, што имаме добар однос, што колегите веќе знаат што значи да си фризер, стилиста, мейкап артист, козметичар. И сметам дека со програмите кои што ги има во Сдруженијето на занетчи, ќе дојдеме до еден степен каде што ќе се презентираме себе си во право светло и навистина очекувам успех. Кога веќе сме вака, отворени и искрени, што е она што нели би си го посакала како дел од занечиската комора, нели Сонја, вие како фризерска секција, што да се случи ново? Па ново. Па сега, знаете, ново не може многу да се случува. Треба многу работи да се менуваат, но чекорот е направен. Ние сме на прав пат. Соработуваме, што е најважно. Не дека нема трзавици, сега дека има трзавици, тоа се нормални енергетски полнења и празнења. Енергијата сепак на крај завршува како што треба. Знаете, убаво е човек да знае што сака. Кога знае што сака, тој е на правиот пат. Ние сме многу инволвирани. Почнуваме еве со проектите во комората што ги прават нашите колеги на поголемо свесно ниво, да ги организираме децата, затоа што тие се всушност тие што ќе не наследат и да направиме некој концепт постепено заедно сите и да одиме
по патот кој што на вистина ќе значи многу и за државата, затоа што настапуваме и на многу настани надвор од Македонија и сме многу среќни што ете нашите членови и покажуваат желба за да настапуваат и интересно изимат и награди. Така да... Значи, сакате да кажете дека имаме млади сили, да речеме, на кои што ке се, нели, кога ќе заврши, да речеме, вашата кариера, ке речете, супер, точно. Многу сум благодарна што има кој да ме наследи, нели? Точно, имаше настан каде што децата во Јосип Брз Тито се надпреваруваа, каде што покажа исклучителни можности и резултати и каде што едноставно беше гордост да го видиш тоа и да видиш колку и деца со посебни потреби кои што творат беа среќни што беа присутни на тој настан и искрено да ви кажам тоа е многу убаво да го видите со своји очи и да го доживеете тоа како еден концепт во кој што се е збрано, има состојба на свесност, свеста е на повисоко ниво и луѓето почнуваат да комуницираат на правилен начин. Јас само би додала за волонтерската работа за секцијата, толку е развиена свеста конкретно во секциите дека потребата од волонтерската работа и вложување заради промена на одредени состојби, јас се радувам кога ќе ги видам луѓето дека се ангажираат од се срце, со сета своја сила и енергија за да дојдеме до одредени резултати. Тоа е она што ни треба во моментот за да ги смениме процесите и состојбите. Така е, така е. А она што е важно е дека, ова не ви го кажав, ама ајде по едно брк па да се сликаме за крај на ова, и да ги поканиме така. Да. Значи, Сонја, многу ви благодарам. Знам дека има уште настани на кои што фризерската секција нели заедно со Занечиската комора ќе бидат како поддржувачи или учесници. Она што го знам и од своето, да речеме, искуство е дека еден од внуците, да речеме, мој си отвори дуќан во Неготино, тука учеше нешто што значи, нели, како е да се биде фризер и бербер и му рече на својот татко, јас тоа сум го одбрал и не ми се меше, нели, јас имам своја цел и тоа е најважната всушност работа, да го работиш тоа што го сакаш, да си задоволен од тоа што го сакаш и сега му покажува и на Неготино дека ви го најде бркова нета. Супер! Сонја знае што избира. А Сонја што ќе избирате? Ајде, нека видам и јас и тој исто. Чекај, сега имам уште едно. Чекај, овие се вадат вакви? Да, се вадат, тие се за вас. Значи, јас ова ќе го ставам за една слика на крај, нели? Мака да си завршиме. Чекај, овие бркови. Чекај, сега ќе да го се. Ајде. Ајде. Помагајте другови, се вика. Супер. Супер. Чекај, сега. Значи, ги покануваме сите. Кате да, во средина. Ајде. Ги покануваме, како беше Сонја? Ги покануваме сите кога? Таму во Кецот. Сонја. Покануваме сите во недела на 12 ноември од 12 до 17 часот. Бербер шоу. Уживајте, Тино, Атанас, ред мустаки, ред бркови, ред смеа, ред забава, се со ред. Чао! Чао! Чао!